da prošetava, del od mladosta ostavim. Po tije teški godini, te vrca ne ja zaboravim. Po tije teški godini, Slatino neko zaboravim. Slatino slavno, Slatino, borbeno beše i ostana. Razlistaj Iline planinu, zapej mi pela rudinu. Sите 24 sela što činат oblasta Debarca rasporedeni se ili levo ili desno ili na samiот magistralen pad pokrit Kičevo. Ako prvoto selo, Botun, mu pripadne na Dolna Debarca, Vrbljani kako poslednogo Gorna Debarca, a između njih bidete levo ili desno orijentirani će znači deka ste posetile selo od Sredna Debarca. Поинаку речено, нашата однапред зацртана дестинација ќе не доведе во Охридското село Слатино, 35 км оддалечено од Охрид, токму толку оддалечено од Кичево, ама и токму толку оддалечено и од Струга. Значи се определивме за строго десна опција, скршнувајќи при тоа од магистралниот пат десно, преку Издеглавје и Слатински Чифлик. Од Слатински, како да е од универзален карактер, голем процент од неговата површина му припаѓа на богатото Слатинско поле. Дел се простира на богати пасишта и шуми, а богами дел што не е за подценување му припаѓа на самото населено место Слатино. Не веруваме дека ќе остане скриен податокот ако ви тврдиме дека дел од површината на атарот Слатински лежи под вода. Се разбира при тоа мислиме на вештачкото Слатинско езеро. Како и сами забележувате, ние му придовме од јужниот равничарски дел, инаку најпристапен пат за влез во селото. При тоа забележавме дека Слатино е во комшиски односи со атарите од следните села Мраморец, Белица, Прострање, Сошани, Оздолени, Издеглавје и Арбиново. Што значи дека е сместено измеѓу планините Ковница, Гољак и Јама, воздигнувајќи го при тоа на надморска височина од 840 метри. Под подам на селото Слатино представувало во споредба со другите села. Пред се трето село било по големина во целата област Дебарца, веднаш после Велмеј и Лешан. Првите училишта, навистина некогаш подредени према тогашниот историски миг, биле во Слатино. До стари цркви, како и единствениот манастир во регионот Свети Јован Вигорски, на слатинчани им дава предност и во духовниот живот. Поради богатото поле и големиот број на воденици, Слатино секогаш било посетувано од жителите на околните села, што пак, овие сакали или не, од истото правеле вистински центар. Во Слатино успешно живеело и колективното здружување, што не наведува на тврдењето дека слатинчани имаат смисол за организирање и раководење. Желбата за конзумирање на писменост дозволила Слатино да постане голем произведувач под наводници, наученици и вредни луѓе достојни за напредок на целата македонска популација. Ако ова важело за некогаш, природен би бил интересот за тоа како Слатино изгледа денес. Течено во вистинско светло, токму денес ќе го види и екипата на телевизија Морис, која шетајќи по селските јалици 60 минути ќе представува ваши двојни очи.
Денес Слатинчани имаат се. Водоводот е подкрепен со 2 резервоара, така да жителите на Слатино си дозволуваат и поголема потрошувачка на вода, дел за наводнување, например, а при тоа да не се плашат дека чешмите ќе останат суви. Без малку секој домаќинство има телефон. Во селото работат 3 продавници, како и селската амбуланта во која најмалку 2 пати во неделата доаѓа медицинска екипа. Телевизискиот прием сами си го подобриле со изградба на репетитор, потрошувајќи при тоа сопствени средства во износ од околу $35,000. Околу 200 жители, претежно пензионери и стари луѓе, живеат во 90 семејства, зголемувајќи се при тоа во деновите од викендот, кога и оние, забеганите од родниот прајак, се враќаат назад. Слатинчани се досетливи луѓе, па го чинат и она што ќе дозволи враќање, макар на кратко. Таков е случајот со спортот, нарочито со фудбалот, кој што успева да ги собере сите на прекрасниот фудбалски стадион и во времето кога нема домашен празник или веселба. Се разбира, тоа би важело за поблиските од Охрид и Скопје, оставајќи ја последната третина од диселените да живеат од спомени далеку во преку океанските земји. А кога веќе зборуваме за денес, дозволете да ја спомнеме и денешната гордост на секој слатинчанец. Младиот Бранко Црвенковски потекнува од Слатино. Истиот е често гледан на својот имот и на својата дедовина. Знајќи за податокот дека во Слатино некогаш работеле 13 воденици, по богатата Слатинска река кинисавме узводно, мислејќи дека се движиме во насока на планинските предели, на прв поглед погрешивме. Лево и десно од Слатинска река имаше обработливи ниви и градини, кои што поради благодетот наречен вода од секогаш биле родни, но и од секогаш добро искористени. Се разбира, денес од 13 воденици не е приспособена за работа ниту една. Ние само настојувавме по остатоците да констатираме колку истите работеле и да позборуваме за нивниот квалитет. Оно што е најважно, од секогаш биле приспособени со доволна количина на вода и останале буките кои што се изработени од метал како поиздржливи на завод од времето. Помилена гледка на секој слатинчанец е каменот наречен како Орлојца. Тие и ден денес се присетуваат на легендите кои што овој камен ќе ги остави да се раскажуваат од колено на колено. Така се случио со еден млад несречник, трчајќи по шумско цвеќе, се насадил во пукнатините на каменот Орлојца, кој поради долгиот престој во положба на неподвижност заработил и ден денес степен на инвалидитет. Интересен е податокот дека во село Слатино наидовме на една валавица, односно валајца, која што може да биде користена и ден денес, иако мислевме дека ова мајсторство претежно им припаѓа на жителите од речица. Овде всушност постојат две валајци. Едната класична што веќе ја видовте и се уште може да се користи, додека пак другата работеше по принципот
на пригмечување на ткаенината. Ова е наша прва средба со валавица од ваков облик. Денес истата ни понуди само остатоци, зашто механизмот за пригмечување на некој начин представува воден дрвен чекан, кој што треба да се одржува. Немајќи кој тоа да го прави. Времето оставило само еден траг, чеканот, кој што може би само некому ќе му вроди идеја за повторно да го активира. Во непосредна близина на двете валавици се наоѓа уште две воденици, чии буки, бивајќи дрвени, дури се на измакот од спомените. На овој простор некогаш работеле уште две пилани. Ходејќи по остатоците некогашни наидовме на едно корито, чинејќи дека истото служело како поилиште на многу бројниот добиток во Слатино. Сознанијата беа поинакви. Што ќе ни кажи за ова корито? Абе, откој су дете, ова корито тука било поставено. Ова е Поповско корито, фамилијата Поповска. Тука переја. Гунтиња, гуњи, велентиња, се донесеа жешка вода со котли, тука перија со сапун онај селски, па после плавија во на реката, се го иславија, онако ти испружувајќи. Тоа само за перење служи. Колку години да има? Колку имаш ти? Па ја имам еве 72. Значи ова е околу 80 години може. Не знам колку, Можда ја и го знам, појќе. можда има појќе, ја го знам тоа. 70 години имам тоа го знам. Денес коритата не се потребни, што значи современиот живот ги промени и навиките. Точно е. Сега се пере дома. Сега дома се пере купатила, кадивка, да не оди. Сега водовод, има струја, има се тука. Сега готово, времето си го тера своето. Поинаку речено, живеачката во Слатино е добра денес. Абе, како да ти реча? Да, ќе си платиме. Добро е. Климатските услови, све е добро, само нема народ. Кога нема школо, осмолетка, кошара без јагниња, без овци, та не е кошара. Село без деца, без гимназија, не е село. Значи, ние сме останати пензионери вака. Нешто од Охрицина дојде и врати се овде, издора и Нивчиња, во саботи, недели. Тој е повратник од Скопје. Јас сум Скопје, Од Скопје се врати овде. Направено куќарски таму, друго. Овде се четворица браќа, секој имаме петна одаја. И ја се одлучи да живеа в село. Младите викаат, значат иднина за едно село. Каде се жителите од Слатино? Каде се Па раселени? видиш, жителите најпојќе Охри, Скопје, па Охри има преку 60 фамилии. Скопје има 35 фамилии, фамилиарно, во Скопје, а 50 фамилии Австралија се. Па има Холандија, има Германија, цел свет. Србите велјат трбухом та крухом. Па и ја бе виселен Скопје. Ја не знам, овде 30-40 години, а не бе возил село сега, бе, како пензионер. Ви се допаѓа ли животот овде? Абе видиш, сега за сега добро е, животот добар е, има све продани, само прашање лекарската помош овде. Хвати снег, немој ни брза помош да дојде, ни ова, ни ова. Тука малце за стари луѓе се поволиш и да саке да дојдат, не може да дојдат, да те земат, да те пренесат. Тоа е малце овде. Ако има народ, ако има движење, ќе има и пат и све. Се имаме пат асфалтирано, но треба се чисти со булдозер. И така, кога нема народ, малце. Главно е добро. Сега, за сега е добро.
Да го наречеме за мајстор дошол од Скопје да им припомогне на жителите од Слатино да закрепи некој шпоред кој што често се случува да говори од причина што како енергија за грејење овде се користи само дрвото. Во моментов го посматраме задружниот дом во Слатино. Колективизмот се уште овде се раскажува. Толку организирано му приделе слатинчани, што доколку не попуштил колективизмот од трета страна, може би живеал и ден денес. Дознавме дури и за случајот кога е организирана ученичка задруга. Произведувале мед и млади пилина. Со задоволство се присетуваат слатинчани како училишната задруга и покрај тоа, што знаеле сите да се насладат, продале дури 200 килограми мед. Се може би постарата, првовидената, кога денес се користи само просторијата каде што е сместена селската амбуланта. Подајќи и кај човекот кој што најповеќе ќе ни изборува за писменоста во Слатина, наидовме и на занимлив примерок на кози, единствен во крајот. Како што ни рече домаќинот Поповски Ристо, овие кози даваат по 8 литри млеко дневно. Во меѓувреме присуствувавме и на полнење на гаждарето со пченк. Гаждарето е погодно за сушење на пченката, а кога ќе затреба, од долниот дел ќе се отвори вратата и ќе се земе колку што е неопходно. Првото училиште, према евиденција на што постои и ден денеска, е отворено 18-та година, 1918 година. И то трајало се до капитулацијата на бивша Југославија. До 1926 година било училиште што ги собирало сите деца кои што изразувале желба да учат од Слатино, Оздолени, Издеглавје, Арбиново и од Мраморец. А после тоа во Оздолени е отворено училиште, Мраморец исто така, Арбиново е отворено училиште, во ова село продолжил школувањето со еден учител се до 30-та година. После 30-та година, 31-та, 32-та, се 20 учители и тоа заврши до капитулацијата на бивша Југославија. И во него и ја дури имам завршено 4-то одделение. Економската положба, невработеноста, ништење на козите, народот осиромаше и беа приморани да одат да бараат хлеб некаде. Некои замина Австралија, некои низ Југославија, некои Германија, дури и Франција отидеа. А Америка, тоа е причината. Причина за смален подмозок, за намалување на бројот на деца и за затварање на училиштето во Слатино. Училиштето постепено се намали бројот на паралелките. На пример, дури беа 5 паралелки виши одделенија, јас имав услови да предавам математика со пон на часови. А кога станаа 4, приморен бев да барам некој друг предмет. А за кој предмет нема
способности да го предавам. Колку најмногу учители имаше? Најмногу 18. Времената се менуваат и ете, ние забележуваме во Слатино враќање на луѓето. Дали постои можност со тоа да се врати и подмладокот, односно да заживее една училишна паралелка? Да, уште него па после за така. Сега, колку подмладокот ќе се врати, не знам. До сега подмладок не е дојден овде. Дојдени се пензионери, а подмладокот ја останат во Охрид. Дали има да се издржава или не, запослувањето, тогаш се бараше запосливо без разлика на квалификациите овде те онде, денеска положбата е сосем друга. Јас, после враќањето од војната, отидов малоударник, кој се вратив по налог на комитет, отидов да завршам книговодство. Книговодството го завршив и дојдов за книговодител на задругите. Овдека се формираат овие задруги. И имаме тога тие задруги беа земјоделски задруги. По време на 49-та година една група од 30 и нешто домаќинства се формира задругата колективот. Од таа група се разречена тогај и ние како такви, јас како книговоѓа разбираш бев во тоа време, водев сета евиденција и сите работи ги правевме. И во тие толку малки што беа домаќинства како СРЗ, беа заинтересирани и што не можеше никој да му докаже на никого дека не може да се работи така. Бевме точно заинтересирани и живеа луѓето до формирањето после кога дојдоа луѓето повеќе. Многу имаме убава организација и животот беше многу добар, не беше разбираш лош во тоа време. После доваѓањето на општо формирањето на СРЗ за Слатино се стори голем, сите влегоја, негде околу 10-12 домаќинства одбија во тоа време и ние работавме многу убаво, одеше, али имаше голема иницијатива и убава организација. Се градеше, почнато од село, да речем, разбираш, нагоре. Прво одеше кокошарникот, па потака пиланата, горе овчарници 2. Од друга страна други овчарници се праја. Па одвамо од село долу, разбираш, исто се направи овчарници. Сето тоа беше изградено, сторено, направено многу убаво, имаше големо сточарство. Се беше убаво во тоа време, али добро, законот кога дојде после, дојде до расформирањето на СРЗ и така, она што беше, се поделуваше, се праеше, на секој онако кој како внесол, му се донакнедуваше, што се можеше, што беше останато од тие работи и беше, разбираш, многу во тоа време имаше некои работи, некој незадоволен, некој задоволен и можам да речем дека беше многу, разбираш, во тој момент без проблеми или некој нападнување од еден други или проблеми и кражба, не се десеше опште, разбираш, во штали, во било каде да се работеше, се одеше многу убаво. После това, кога дојде расформирањето на колективите, почна да се расура, да се прави тоа. Ние имаме, кој што сега игралиште, но го имаме, што ние веќе сега речено, разбираш, најубавото благо на селово, не за друго. Денеска да имат некој фудбал да се играт измеѓу една било кој организации, да играат нанако, најстариите луѓе со столчето од дома го земет, доваѓат, разбираш, на игралиштето што е направено долу. Тогај пак беше, шта ли беа направени, тука тутунот, онакото го нижија, да ти е милина, пак да ги гледаш низарите и тие работи, разбираш, луѓето кои што онадеа. Натака, кога дојде просветата, тука се на онадија во домот, кој се напред домот се правеше уште 48 година и ги имаме како онако ништо, како просветни работник се заинтересира, го ревонира напред тука онако учениците, колку што рече дека имаме толку ученици
Тука беше пак најкрасиво, најубаво со децата, разбираш, кој ќе поминеме, кој ќе видиме и кој ќе велеме, дечина, разбираш, селото беше красиво и многу убаво и сите работи. После тоа, јас затекнав една генерација и јас во таа влегов за дополнување на осмолетката. Учене тука, дојдоја, разбираш, тогашни милиционери, железничари, од села Василие доваѓаја тука за да се дополни 300, тие има организирано и сите тие што беа во таа генерација тогај испадна многу среќни и многу убави, со тоа што сите отидоа, кој железничар, кој милиционер, кој на друго место, се му беше се погоди и сега ги имаме по градовите, тие многу погодени и секој пат кога доваѓат, зборуваат, разбираш, напрости, по старо речено, разбираш, помошта на Ристо и на било кој од другите во осмолетките што беа како, да го наречам во Врбјани, разбираш, Мито, многу помогна на Горна Дебраца. Овдека Средна Ристо, не можеме никој пат да заборавиме и сите тие со кого да зборуваш, ќе речи, разбираш, дека захвални се и сите работи што ги има. Ливади древни, зелени, реки со безброј извори, кои во Слатино живе, весело игра и пее. Кои во Слатино живе, весело игра и пее. Слатино, славно, Слатино, борбено беше и остана, разлистай и Во Слатино постојат две цркви и еден манастир. Станува збор за црквата Света Богородица, во чија внатрешност веќе се наоѓа нашата камера. Црквата Света Недела, наречена Долна црква, што нешто подоцна ќе видиме. Помлада од второ спомнатата, изградена е во 1908 година и наречена за почеток Горна црква. Како најстарите фамилии, чии верски обреди најчесто ги обавуваат за Свети Никола, дел од фамилиите кои што верските обреди ги обавуваат на Света Пречиста и Света Врача, ја направиле црквата Света Богородица. Се работела во турското време, кога дури и Варта ја носеле 2 часа пешки од Стрел ливада. Исто така каменот е носен ноќе. Кога сакале турците да влезат во трагот на идејата за градење на Божји храм, овие им одговарале: Господ го донесол ноќеска каменот овде. Не му преостанало ништо друго на турчинот, туку само нивните правила да ги задоволат. 2 скали пониско под земјата дозволиле да се изгради Господовиот храм Света Богородица, која денес изгледа величествено. Богатиот иконостас го издвојува алтарот. Не постои место над зидот каде што не е запазен со живописна иконографија. Тука и македонското 16 крако знаме, кај се и вечните жители на дел од селото Слатино. Долната црква Света Недела изградена е далечната 1858 година. Црковната камбанарија дури денес се воздига во небото благодарение на спонзорот господинот Поповски Павел. Сите цркви имаат пропратни објекти, црковна трапезарија и црковна кујна. Слатинчани често се собираат во овие храмови за добро и за лошо.
И во оваа црква добро е опишан животот на Исус Христос, од неговото раѓање до неговото распетие и воскресение. Сето тоа укажува на една длабока и стара духовна традиција на жителите од село Слатино. Дека на некој начин Слатино представувало духовен центар во регионот, покажува и манастирот Свети Јован Бигорски, кој што само за неколку моменти нашата камера ќе биде оцелена токму таму. Манастирот Свети Јован Бигорски потекнува од средниот век. Поединствената и најстара икона во Македонија што се чува во манастирот Свети Јован Бигорски во долината на Радика, забележено е дека е работена во 1020 година. Лоциран е на западната страна од селото Слатино, таму каде што извира солена вода. Се предпоставува дека овој извор е и носител на името на селото Слатино. Секаде каде што извира кисела или солена вода, приматот на името си го задржува по тоа. Така да ние забележавме дека по солената вода постои истоименик на ова село во Бродско и во Тетовско. Кога двајца турски војници направиле обид за силување на две невести кои што им носеле ручек на мајсторите, или на косачите, подобро речено, своите домаќини, овие вторите тешко им се осветили на турските војници. Освета за освета, правило кое барем тогаш важело, и турчинот се наутил па го запалил манастирот. Тоа е всушност време кога манастирот Свети Јован Бигорски се оцелил таму каде што е до ден денес, во долината на реката Радик. Се чинело дека е премала одмаздата за двајцата турски војници, па овие побарале да им се даде дел од Слатинското поле. На таков начин, јужниот дел од Слатинското поле постанал турски чифлик. Подоцна, со доаѓање луѓе од Брезово, Демирхисарско, заживеало и селото Слатински чифлик. Ја посматрате и најстарата икона на Свети Јован Бигорски. Истата е сликана на 11 септември, кога сите слатинчани во чест на Свети Јован Бигорски доаѓаат овде. Му даваат почест со палење на свеќа, арно, ама и организираат народна веселба. Се организира заеднички манастирски ручек. И се разбира, се подготвуваат планови за воздигнување на манастирот Свети Јован Бигорски, односно враќање на ниво како што бил во средниот век. Ќе бидат потребни малку повеќе средства, но забележувате, несебично се вложуваат камбанаријата, без малку да е завршена. Се смета дека
Ромешните жители на оближната населба, наречена Избличани, се можни предходници на Слатинчани. Од каде и да потекнуваат, секогаш макар за овој празник, тие се заедно. Истиот ден, 11. септември тековната година, ние бевме во прилика да го забележиме и големото лицитирање. Даровите посветени на Господ и Свети Јован Бигорски се уновчуваат на некој начин. Слатинското езеро како вештачка творба, изградено е 1962 година со единствена намена да го подхранува со влага Слатинското поле. Меѓутоа, по се изгледа Слатинското поле најповеќе го користи благодетот на Слатинската река, која всушност никогаш не пресушува. Наспроти езерото, каде по еден одводен канал работи за Издеглавското поле, а по другиот за нивите од оздолени сошани и слатински чифли. На Слатинчани им останува само убавината која се формирала околу езерот. Примероците на краб кои живеат во истото, а се резултат на порибување, новоизградениот мотел кој се наоѓа на самиот брег, како и прекрасните предели околу езерото каде Слатинчани знаат да ги искористат. Слушнавме, наскоро ќе бидат изградени неколку бунгалови, како и тениски терен за спортување и рекреација. Викаат доволно за почеток на туризмот, но не е и единствена можност за истиот. Овој мотел, собственост на водната заедница од Охрид, наскоро е завршен и се уште максимално не искористи. Но како Слатинчани имаат намера да го пропагираат селскиот туризам, ние сме убедени дека истиот наскоро ќе работи добро. Нашата камера го забележа и споменикот на паднатите борци на Народно-ослободителната војна, која исто така на некој начин е одлика на слатинската историја. А нема сомнежи, во состав на селскиот туризам ќе се вклопи и велелепниот фудбалски стадион, кој што за оваа прилика беше полн на денот на Свети Јован Бигорски, кога специјално по тој повод беше организиран фудбалски турнир. Овде доаѓаат екипи од целата наша држава, користејќи го благодетот на климатските поволности, како и она што им го подготвиле Слатинчани, еве дополна за селскиот туризам. Слатинчани може да се гордеат и со фудбалскиот стадион во Слатино. Господине Поповски, од каде фудбалски клуб во Слатино при толку мал број на млади луѓе? Односно, каков е спортскиот живот во Слатино? Па видите, со фудбал во Слатино се занимавале многу од поодамна. Ние имаме собрано податоци дојдени сте до годината 1936 година дека постоело организирани екипи во село Слатино, али тоа било малку на сосема рекреативен карактер. Во 70-тите години се формираат фудбалскиот клуб 11 октомври во село Слатино, кои што се надпреваруваат успешно во Општинската фудбалска лига. И тоа претежно од наши деца, слатинчани, кои што сепак во тие години имаше уште млади во селото. Се надпреваруваат неколку години, односно до 80-тите, 85-та година, па со неколку паузи до 90-тите години. И пред 3-4 години група ентузијасти од село Слатино, кои што сакаја да го подигнат нивото на културно-забавниот живот во овој крај, се зафати со една реализација на еден поголем проект за создавање прво на еден фудбалски клуб, а потоа решавање на
инфраструктурата за тој фудбалски клуб, односно за градба на еден фудбалски стадион. Првата година се надпреварувавме во Општинската фудбалска лига и го освоивме првото место и се пласиравме во Езерскиот фудбалски регион, односно во третата фудбалска лига на Република Македонија. Сите надпревари во Општинската фудбалска лига ги игравме во село Мешеишта, бидејќи ни беше во изград овој стадион, затоа што ние се зацртавме како задача прво да максимално и најубаво го средиме овој простор, така да со помош на многу несебично залагање на многу личности во Република Македонија го изградиме овој стварно еден од подобрите објекти во општинава Охрид, односно сегашна општина Белчишта, и успешно се надпреваруваме 3 години во Езерскиот фудбалски регион, со тоа што имаме задача и понатака овој дел од просторов да го средуваме, така што имаме задача на горниот дел да изградиме на трибина од околу 2000 седишта, кои што седишта веќе ни се набавени во нашите простори и се наоѓаат во соблекувалните, па во иднина тука ќе се ангажираме и кога ќе созреат доволно условите, односно кога ќе се средат некои работи во фудбалските кворуми, се надевам дека вака спремни со сите инфраструктурни објекти ќе имаме желба да одиме во втора лига, односно да нашиот село се запишува на страниците на многу вестници, многу списања, односно сакаме да се надпреваруваме во првата фудбалска лига.